Здраво дечки, денес ќе го представам Foton Tanland G7, е интересен пикап камионет, офроудер, кој што се извинувам што е вака прљав во моментов, но наставно кога имате едно вакво возило и сакате да дојдете до една ваква недопрена убавина, тогаш не очекувате како ќе биде долго време чист. Ајде вака, прво да започнеме со кој е Foton. Foton е кинески бренд. Искрено никој нема да помисли дека станува збор за кинески модел, според дизајнот, според големините, но за тоа ќе дојдам до малку подоцна. Foton е кинески бренд од Beijing Automotive групацијата, кој што не е нов бренд, станува збор за многу сериозна компанија, конкретно за комерцијални и за вакви пикап возила. И нешто што е интересно за Foton, неколку интересни факти сега ќе ви кажеме, тоа што имаат соработка со Daimler-Benz, со ZF заменувачи автоматски, со Cummins за моторите, со Bosch за Common Rail системот. Доста сериозни компании стоат позади него и тоа ќе се докаже сега кога ќе почнам да возам, но она што е друга интересна работа, кај можете да го најдете, MyDealer е официјалниот увозник на Foton. MyDealer е многу сериозна компанија македонска, повторно за ваков тип на возила. Со нив ќе имаме некоја интересна соработка, наскоро ќе ви објаснам. А сега да видиме димензиите на Foton колкави се. Пред да ги спомнам димензиите, мора само да кажам неколку работи околу дизајнот, кој што искрено многу ми се допаѓа, изгледа многу моќно, особено со логото напред Foton, големите букви ми изгледа толку убаво и масивно. Второ е доста масивен, неочекувано за мене за кинески модел, бидејќи некако очекуваме од кинеските модели да се мали. И второ, дизајнерски нема ниту една, ниту позајмена линија, ниту да подсетува на нешто, изгледа доста оригинално, доста убаво. Е сега околу димензиите станува збор за 5340 мм должина, висок е 1,87 м, широк е 1,94 м. Додека клиренсот, односно издигнатоста од земјата, му е 21 сантим. 1580 на 1520 е димензијата на овој товарен простор тука, но силоста му е 975 кг и јас со моите речи си 80 кг тука не се ни осеќам, што значи дека можете да го користите за најразлични намени и најразлични потреби. Она што е интересно е што е покриен со еден материјал, заштитен материјал од гребење и оштетување најразлично, што значи дека можете да носите баш најразлични материјали тука, дали е збор за градежна компанија, дали лично јас би го носел за мотори да си дојдам до ваква недопрена убавина, кросот е да си извозам. Тоа сум јас, ќе ми пишете ви у коментар вие што мислите. Исто така, сега ќе ви кажам тука неколку работи што ги приметувам, а тоа е разликата во опременост, бидејќи имаат многу богата опрема Foton како стандардна опрема, но има две различни нивоа и разликата е во следното: ролбар, кровни носачи, куки, не овие внатрешните, туку надворешни, кои што се супер попрактични за одредено товарење и прецрстување на целиот багажен простор. И сега ќе се префрлиме внатре за да и таму ви покажам која е другата разлика. Пред да влезам тука внатре, само мора да ви кажам неколку работи, пошто гледам дека голем број од луѓето кои што имаа прилика да се возат, не знаат како да влегуваат. И гледате овие големи рачки тука, се фаќате цврсто за нив, едната нога на скалата, која што е стандард за двете нивоа. Искрено би сакал да е малку поширока оваа скала, бидејќи во одредени моменти стварно ми е мала, можеби ја имам многу големи нозе, не знам, ама во одредени моменти ми е мала и треба се снаоѓа малце полево или подесно ногата. Се полекувате цврсто и вуала, вие сте внатре. Е сега кога сум тука внатре, гледате дека стварно многу убав интериер и сето ова е стандард, што е многу интересно и што е интересна друга работа, што неодамно го кажав со Toyota, стандардни се сите безбедносни системи, односно предупредување за напуштање на сообраќајна лента, предупредување за возило пред вас ако треба да закочите, предупредување за возило во мртов агол кој што ви сигнализира и на ретровизорите. Интересна, стварно богата опрема, како што се и греачи на седишта, стандардни. И се што гледате друго од тука, се е стандардно, што е стварно убаво. Имате голем екран, имаме паркинг камери на сите страни, односно 360 степени камери, камерата можете да вртите. Искрено тука имаме една критика за
квалитетот на снимката, но не е нешто страшно, сепак имате можност да гледате и на едно вакво големо возило ви треба таков систем за паркинг камери, инаку имаме и паркинг сензори напред и позади. Сега она што е разликата од едното и другото ниво е тоа што кај редукторот тука, електронскиот редуктор имаме во ова ниво на опременост ауто, погон на 2 тркала, 4 брзи, 4 спори брзини, додека во другото ниво го немаме ауто моментот. Во поглед на материјалите на сите пластики кои што се искористени, имаме и меки, но имаме и цврсти пластики. Искрено нема да дадам толку големо признание на тие цврсти пластики зошто се искористени, бидејќи се убаво и квалитетно сработени. Всушност, многу интересно е што на тежок терен кој ќе поминете, еве и вратата кој ќе затворите, чувствувате дека едноставно цврсто сработено се, ниту крцка, ниту има некои страшни звуци, стварно се е убаво и квалитетно сработено. Во поглед на комфорт, убави големи сеишта, ми се допаѓа овој дизајн тука со баклави кои што го има и на вратите и на седиштата, кожни сеишта во двата пакета, мора да потенцирам. Убаво, голем остава под наслонот за раката, 2 USB порта и интересно тоа е што тука имаме слот за картичка, за можете ако сакате да ги снимате сите камери од страна што се случува додека возиме. 10-инчен екран кој што системот е супер фантастичен, многу брз, многу ми занајде бидејќи е многу брз, многу респонсивен, би сакал графиката да е малку поведра. Инаку и тука пред возачот има еден голем дигитален дисплеј, инаку имаме и аналогни инструменти кои што ни покажуваат нели брзина и обртеј. Една голема остава тука за телефонот, 2 остави за шишиња и овде имаме автоматски менувач, бидејќи во другото ниво имаме мануелен менувач. И секако пред да почнам да возам, да ги збориме перформансите, мора да се префрламе позади, за да видиме и позади каква удобност има. И сега пак пред да влезам натре имам неколку интересни работи да кажам. Интересното е тоа што долнава клупа тука можете да преместите, да кренете скроз горе и имате дополнителни остави одоздола што можете ги искористите, што е доста интересно за вакво практично возило. Искрено ми фали тука уште една рачка за да можам да се повлечам, но истиот принцип. Едната нога горе, друга рачка тука кој што можете да се повлечете и влегувате внатре. Интересното тоа за заднава клупа тука е што наслонот, горниот наслон е убаво закосен и искрено е голема негативна критика се случува кај другите негови конкуренти, бидејќи се доста исправени, е страшно неудобно седењето. Тоа го кажав и со Isuzu D-Max кога го возев, бидејќи му е сериозен конкурент на Tanland. И тука искрено е многу удобно и би рекол дека се најудобните седишта и предните и задните најудобните седишта во оваа конкуренција што се нуди. На средниот дел тука имаме еден тунел кој што не е така широк, но е па и не е ни така висок, но можам да ги ставам нозете од страна да имам доволно простор со останатите двајца патници, како и можам да ги ставам и тука горе. На средниот дел имаме USB порт и интересно што има огромна остава што можете да искористите, наслон за раката со 2 остави за шишиње и ISOFIX куки кои што многу лесно се пронаоѓаат и можете да поставите дури и детско седиште. И сега може да почнеме да го возиме и да видиме кои се способностите на Tandem G7. И сега околу перформансите, нешто што ми е многу интересно, станува збор за 2.0 турбо дизел мотор со 160 конски сили, кој што е доста моќен мотор. Како што кажа, во соработка со Cummins, многу сериозна компанија за изработка на ваков тип на мотори, ZF менувач, кој што исто така многу сериозен бренд на автоматски менувачи. Инаку тука е 8 степен автоматски менувач и е фантастичен, се гледа дека е конструиран за едно офроуд возило, бидејќи во секој момент ви помага и заедно со редукторот може да ве извади од било каква ситуација и она што е интересно во ваков тип на предели, многу интересно се менуваат брзините, додека на малку поградски услови е поинаков принципот на функционирање. Веднаш си препознава дека станува збор за поедноставен терен и менувањето е безпрекорно, ама стварно ZF си е сериозна компанија, тука нема збор. Се оно што пак ќе се вратам на моторот, но оно што ми е интересно кога станува збор за ваков терен, бидејќи едноставно
Со ова возило седнувате, кажувате кај сакате да, тоест не ни знаете кај сакате да дојдете, едноставно ве фаќа мераки, си фаќате некоја дестинација, стигате до одредени места, преубави места како и сега, и ве наоѓаат сериозни тешки терени за возење. Од во моментов некоја мешавина на тампон до кал, до, значи, деновиве пројдов апсолутно се. Кал, огромни дупки. Исто така тежок терен со камења, карпест предел кај што сериозно многу се лизга, и ако немате добри гуми, а немам добри гуми, со некој друго возило ќе имам сериозни потешкоти да поминам. Немам добри гуми бидејќи станува збор за летна гума, а временскиот период веќе го гледате каков и каква температура имаме. Во моментов имам 4 степени, а го возев и на нешто пониско кога се качував нагоре. Не го препорачувам тоа, едноставно сакам да ви кажам колку сериозно работат сите системи на Foton и колку е сериозно офроуд возило ова. Немате никакви потешкоти, мислам, пазете го, во моментов има огромни дупки, сериозен терен, ниту да крцне нешто, ниту да има некаква потешкотија, многу едноставно си вози. Го возам во моментов во ауто, сам си препознава што треба да се уклучи. На многу потежок терен можете да се ставите во 4H или во 4L и дополнително да му помогнете и на редукторот и на самото возило да се снајде на одредени предели подобро. И ако не сте искусен офроудер како мене, да пројдете сериозни терени, многу едноставно. Искрено очекував дека ќе имам многу сериозен проблем со гумите, мислев дека ќе заглавам некаде, но особено во пределот со калта, толку многу ми изненади што да, ќе пролизга нормално кал, не може да се добие точна тракција над возилото во тој момент, но со мало коригирање на волан, со дополнително внимавање на педалата за газ, како додавате, бидејќи нормално кога дадеме нагло газ, само ќе шлајфува, иако приметив дека веднаш системот си препознава и дава моќ онаму каде што му е потребно на она тркало, каде што чувствува дека треба, и се чувствува како крк, се граба помалку за да искочи. И излегува, апсолутно излегува. Јас бев стварно многу сериозно исплашен да не заглавам некаде без никакви проблеми. Сега, нешто друго што многу ме изненади, што во целиот тој момент е и доста комфорен. Неочекувано за мене, бидејќи ваквиот тип на возила, обично поради тоа што има голема носивост, можност за голема носивост позади, најудобно е кога има одредена мала килажа поставено позади, за да не отскокнува на задниот дел. Тоа го кажав и со Isuzu D-Max, таму беше близу до совршеното, тука ми е совршено. Сум возел и други пикап возила, за жал не сум можел да ви ги прикажам на вас на камера, но Foton не е реклама, не го фалам ради одредени причини финансиски, туку го кажам ова најискрено, е еден од најудобните пикап возила. Прво, физички превисоке. Гравитационата сила воопшто не му оди во прилог околу клатењето. Второ, тежината позади е празене, не отскокнува воопшто. Поминувам дупки кои што се вака вулкави, нема никаков проблем, луѓе. Не ме фрла. И она што најинтересно, на автопат, на поголеми брзини не се чувствува тоа, не ви бега во возилото. Изгледа многу амерички, што мене ми се допаѓа, јас сум многу во тој фазон, многу сакам ваков тип на возила, многу ми е практично, многу ми е, да се разбереме, ова е возило за мажи. Садна се почувствувате мажествено, што е можно повеќе, ова е за маж со кохонес. Ова е стварно возило за сериозни луѓе кои што ќе си направат авантура во секој период од денот и од животот, ќе уживаат, ќе поминуваат најразлични терени, ќе осознаваат многу различни места и при тоа ќе се чувствуваат многу моќно, бидејќи со ова возило стварно нема препрека која што ќе може да ви застане пред вас. Сега реков ќе се вратам на кратко на моторот.
Искрено многу убав мотор, многу снажен, многу моќен како што кажав, 160 конски сили, мислам, видите тука не се гледат конските сили, туку се гледат ньютон метрите, колку тие може да ви помогнат и искрено се во огромен број ньютон метрите кои што сериозно работат во секој момент, убав мотор. Ова е Euro 6E, најновата категорија на стандарди ја исполнува. Океј, поминува сериозни терени, карпести, со кал, со песок, офроуд, апсолутно го мачка на лепче, значи нема никакви проблеми. Но во град ќе си кажат, ава чекај бе малце големе, кај можеш да го возиш, огромен е, мислам, стварно, можеш ли паркинг да најдеш, кај можеш да се разминеш низ улички, низ сообраќајов. Треба да се навикнете, искрено треба да се навикнете на неговата големина. Јас толку многу му влегов во шема веќе, што го паркирам во толку тесни паркинг места, на толку тесни улички влегувам, што стварно многу ми е поедноставен за возење, пошто точно му ги гледам сите агли каде му се, камерите ми помагаат фантастично, сензорите ми помагаат одлично, бидејќи се пишани дури во сантиметри ми кажуваат уште колку имам до препреката и едноставно само треба навика за во градските услови, бидејќи сте широки колку една сообраќајна лента. Лесно се движи, имате убава контрола над самото возило, меќе, тивоке. Океј, може би сакал да е степен 2 по-тивок внатре, има одлична изолација, како што ви кажав и преска, вратата убаво затвара, добро е сработено се, но би сакал некако моторот во првите две брзини да ми е малку по-тивок. Инаку имаме во опција и 3 режима вкупно за возење, тоа е нормалниот режим за возење, еко и спорт. Искрено од еко и нормал не гледам нека преголема разлика, како што гледам од тие два начини на возење до спорт. Во спорт е доста по-жилав, по-респонзивен, по-брз. Иако никој пат не ми била брзината интересна тука во ова возило, достигнува сериозна брзина лесно, но едноставно тука би сакал да го искористам максимумот негов за авантури, офроуд авантури. Имам неколку други работи што сакам само да ги потенцирам. Тоа е цената, ќе ја пишам тука, за да се ја запамтите убаво, бидејќи ова се што гледате е за таа цена. Во дополнителна опрема можете само да поставите преден ролбар, ролетна позади и искрено тоа е тоа. Што друго ви треба? Кожни седишта, греачи на седишта имаме веќе. Одличен систем кој што се поврзува со вашиот телефон, кој што одлична респонзивност има. Паркинг камери 360 кој што можете си ги вртите во секој момент. Убав сериозен офроудер, не правам муабет за кинески модел, ефтин автомобил кој што има само големи димензии. Не, сериозен офроудер во секој момент да ги победи сите конкуренти. Имате можност да се доплатите за гаранција, инаку има гаранција од, мислам, 2, ако грешам, ќе пишува која е точната година, но имате можност да се доплатите за 5 години гаранција и 150.000 километри на кои имаат во километри гаранција, што е сериозна бројка, веќе кај ваквиот тип на возила се смета дека ќе бидат многу посериозно искористени за разлика од нормално, нели, фамилиарно возило. Наскоро ќе имам можност да возам и мануелната изедба со пониското ниво на опременост, чисто да ги споредиме, чисто да видиме како и тоа функционира, бидејќи овој пакет за мене е идеалниот, таа е малку по-работна верзија. И баш би сакал да видам, особено за оние кои што имаат компании, мислам дека таа изгледба може да му биде и доста поинтересна. Но, за тоа направете subscribe сите оние кои што немате до сега направено, пишете во коментар што мислите вие за Photon, како изгледа. И да, наскоро ќе имаме доста поинтересни видеа заедно со MyDealer. Секако пак ќе кажам, сите оние кои што ве интересира ова возило, посетете ги MyDealer и
видите за што станува збор, едноставно пробајте го, за да видите колку е сериозен автомобил Photon Talent G7.